Македонија е мало парче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и уметничкото наследство. Мокните цивилизации оставиле неизбришливи траги на овој простор. Зданија што се вишат кон небото, градби кои сраснале со македонската почва, блескави звезди од книжната Гутенбергова галаксија. Кога сето богатство на плотна убавина, човечка премудрост и духовна возвишеност би се опишала лаконски, би рекле само ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја, ова се дострелите на нејзиниот народ, ова е македонска енциклопедија. И додека Европа крупно чекори кон модерното, по патиштата построени за време на хуманизмот и ренесансата, Македонија ги живее вековите на политичка поробеност и творечка осека. Таа, впрочем, одамна била преобразена во длабоко конзервативна турска провинција, опустошена по наездата на османлиите, обезчовечена и осиромашена по неуспехот на Карпошовото востание и потресувана од австро-турските војувања. Некаде кон крајот на 17-тиот век, а поточно, најверојатно предрамно 3 столетја, во славомакедонското семејство Жефарови од древниот Доиран се родил Христофор. Се замонашил и првото образование, теолошко и зографско, го добил во македонските духовни и уметнички светилници, манастирите, во кои што традицијата на писменост и сликарска дејност се негувале со голема ревност. Можеме да го замислиме младиот духовник како врви по патиштата на немирна Македонија од жариште во жариште на книгата и светата слика. Тука, во родниот крај, Христофор ги добил првите знаења од писменоста и уметноста. Во Охридско, Солунско и веројатно на Светагора имал можност да се запознае со древните ликовни образци на источно-христијанската иконографија, но и да ги почувствува новите ликовни струења што го допирале Балканот, тргајќи од Венеција и Русија. Христофоровиот немирен и надсе љубопитен, но и практичен дух не му дозволувал да остане во Македонија. Како зрела творечка личност, тој се насочува кон слободна христијанска Европа, го минува Дунав и во 1734 година се наоѓа во Карловечката митрополија. Благотворната клима дозволувала полн рассуд на солидно интелектуално и занетчиско уметнички образованиот Христофор. Талентот и деловноста, две качества со кои се одликувал секој креативен потек на доиранчанецот, го сториле своето и под закрила на мокината православна комуна, гласот за него се расширил надалеку.
Кругот на мецени, пред се имотни луѓе и црковни институции, кои буквално му припаѓале на широкиот православен спектар на Балканот, се ширел од ден на ден. Амбициите на просветениот наследник на Арсенij III Чарноевич, Арсенij IV Јованович Шакабента, биле големи. Тој се именува како духовен водач на православните словени од Балканот. Тој го брани наследството, но исто така поттикнува развој на нови идеи. Христофор Жефарович го прифаќа предизвикот на времето. Богатите нарачатели го ползуваат неговиот повеќестран талент. Бил живописец, иконописец, исцртувач на картони за црковна везба, бил бакрописец и книгописец. Ја живописа манастирската црква во Боѓани и го остава зад себе еден од најзначајните паметници на сликарството од 18 век, сликарство импресивно колку со монументалноста, уште повеќе со новите ликовни разбирања. Кога го повлекол последниот потек со зографската четка во овој храм, некаде во 1737 година, името на мајсторот Христофор Жефарович се изговарало со почит од Карловац Сремски до Виена. Во својата ќелија, како што имал обичај да го именува постојаното живеалиште во Виена, ги обликувал идеите на бакрописи, книги, везби, икони и картони овој општо славјански зограф. Црковните православни општини во Унгарија често биваат посетувани од Христофор. Тој не е така редок гостин на фрушкогорските манастири, во чии ќелии тоа време стигаат повеќе духовници од Македонија, особено од југозападните краишта. Па Жефарович и на овој начин можел да го одржува споменот за родната грудка. Создава дела кои значат нешто ново во ликовно-естетскиот подход и вршат силно влијание врз словенофилските чувства кај населението. Изработува повеќе бакрописи буквално за етнички пребогатиот православен свет на Балканот, за србите во Австриското царство, за македонците, бугарите, власите и грците од јужните предели на Балканот, за романците и русите. Во истата бакрописна техника работи на неколку книги. Една од нив, Стематографијата, излезена во Виена во 1741 година, ја имала таа среќа да биде револуционерна книга во вистинската смисла на зборот. Имено, стематографијата го крепела илирическиот балкански и славјански дух и послужила како мостра во настанокот на државнотворни символи кај србите, бугарите и кај македонците пред и за време на Илинден. Во летото 1745 Христофор со група калуѓери тргнал на југ. Се спуштил до Солун, откаде што сакал да се упати по море со кораб кон светата земја во Христовиот град Ерусалим. Според патеписните белешки на еден од аџиите, Силвестер Еромонах, пределите на нашиот зограф му внесле ведрина и ја потврдиле неговата љубов кон родниот крај. И кога веќе минале низ земјата македонска до Швардар, аџиите стасале во Солун град превелик, место купеческо е, изрядно е и многонародно е, пристаниште кораблено е, предивно е, корабли од различних стран имеет. Богатиот трговски град му бил добро познат на Христофор,
koji nanovo imал možnost da gi pogleda starite hristijanski spomenici i patem da sklopi nekoja delovna zdelka. Za sožalenije, nemame takvi podrobni opisi za prestojot na Žefarović vo Jerusalim. Tesniti i prebogati su istorija ulički na sveti od grad, polni so živa istorija, mu poslužila kako tvorečko vdahnovenije za knjigata Opisanije svetago Božija grada Jerusalima. Izlezena, najverojatno, vo 1752 godina, knjigata imala jedna cel, da dade opis na svetite mesta vo Jerusalim i njegovata okolina, kade što doađale na poklonenje brojni adžiji, a među njih i Hristofor Žefarović. Kon sredinata na 1753 godina, Hristofor zaminal za Rusija. Na pat, ovoj neumoren rabotnik, opštoslovenski zograf, go pišuva testamentot, so koji kako jedinstven naslednik go imenuva sinot od sestrasi Daniel. Počinal nenadejno. Bil pogreban vo Bogojavlenski od manastir blizu Moskva. Zaveštanijeto na Hristofor se čuva vo sinodalnata arhiva na Ruskata pravoslavna crkva i jedan od retkite pišani dokumenti i živ svidetel za temperamentniot von kabinetski umetnik, nemiren duh i registrator na vremeto. Žefarović, kako što za sebe pišuva, imal postojano živealište Kelija, vo njegovite zapazeni zapisi, vo Vijena. Bil prav vijenčanec od semejstvoto Žefarovi od Dojran, no ne jedinstven. Doselenicite od Jugot oformile svoja komuna vo gradot na Dunav, blizu duhovnijot centar na moćnata imperija, katedralata Sveti Stefan. I tuka, vo starijot grad, ona mu kaj što šumi krvta na najkrupnata gradska arterija, se naođat arhitektonski i umetnički objekti što i davat na Vijena laskav epitet, svetski centar. A srede tije objekti, vo blizina na jedno od neimarskite čuda na Minatoto, katedralato Sveti Stefan, na Fleischmarkt, se naođa jedna kuća što i pripadja na uglednata familija von Žefarović. Kućata što ja kupil Daniel, vnukot na Hristofor, bila so deceniji dom na aristokratite od lozata Žefarovi, čiji koren bil vodojran, no čiji plodovi na poletonu umetnosta, muzikata, naukata i politikata uzreale tuka vo Vijena. Na sivata fasada na ova advokatnica stoji i den denešen semejniot grb. Dokaz deka isto kako što Hristofor umel da gospodari su umetnosta na vremeto, členovite na familijata von Žefarović znajele da si izborat mesto pod sonceto vo aristokratskite krugovina Habsburškata monarhija. Ne im ne dostigale ni talent, ni senzibilnost da go počestvuvat pulsot na vremeto. Živeališteto na Žefarovi, Vijena, je svetski grad vo site aspekti. Grad na politikata, mesto na održuvanje napročeniot Vijenski kongres vo 1814. godina, koga za prv pat vo istorijata se našle na jedno mesto gospodarite na Evropa, stolnina na Habsburzite, na dualnata monarhija Avstro-Ungarija, grad na kulturata, muzikata i umetnosta.
Раскошниот културен мозаик, во кој едно мало камче била дејноста на фамилијата фон Жефаровиќ, постапно го оформил врвниот царски имидж на Виена на визуелен и спиритуален план. Ризниците на Виена се срекна врска на она што човекот го создал и природата го подарила. Градот диши со полни гради, преку блескавите зданија, како палатата Белведере, на пример, има свој стил што е синтеза на урбаната појавност и духовното наследство. Тука, во овој сплет од споменици и културни жаришта, се движеле членовите од фамилијата Жефарови, респектирајќи ги и создавајќи врз царските традиции на империјата Австрија. Му служеле на дворот, кој им укажал чест доделувајќи им благородничка титула. Дворот и неговиот главар, императорот, му ја дале физиономијата на градот кој долго време бил, слично на Париз, град на соништата. Ликовната академија била магнет кон кој се насочувале уметници од северот и југот, од истокот и западот на Европа. Внукот на Христофор, Даниел, бил обврзан со тестаментот да здобие вештина и знаење од убавите уметности токму во ваква академија. Покрај повеќе музички гении, родени или пак кои живееле во Виена, познато е дека и повеќе владетели биле композитори и солидни исполнители. Тие умееле од Виена да направат музичка столнина на Европа, а од операта светилиште. Куќата во која диригирале прочуените имиња на музиката Густав Малер, Рихард Штраус, Херберт фон Карајан, чиј корен, патем речено, е исто така од Македонија, Карл Бем и многу други, е куќа во која аристократијата се насладува на врвни дела од светот на оперската музика. Добива знаења и практицира куќно музицирање, токму како и фамилијата Жефарови. Ако државната опера била мајка хранителка на музичкиот живот на империјата, парламентот и Шенбрун биле средиште на политичката моќ, места каде што се кроела судбината на просперитетната и разнородна монархија. Работите во архитектонско-споменичното креирање им се доверуваат на врвни имиња, кои во Виена гледале мека за реализација на најсмели идеи. Да, токму така. Данскиот архитект Хансен Теофилус Едвард, автор на споменатата Академија на убавите уметности, бил ангажиран на подигање само на репрезентативни објекти. Во парламентот ја оживеала антиката со цел да ги глорифицира подемот и благосостојбата на монархијата. Бил највлијателен архитект на царскиот двор, прв мајстор, да се изразиме во духот на нашите неимарски традиции. Името на Хансен Теофилус Едвард се изговарало со пиетет среде архитектите од минатиот век, а неговите импозантни градби биле пример на кој се угледале низа архитекти, вклучително и Андреа Дамјанов, едно од водечките строителски имиња на Балканот. Австриците педантно ги регистрирале имињата на оние што ја ковеле историјата. Одејќи по стапките на Жефарови, во комплексот на царскиот двор нашето внимание го привлекуваат Националната библиотека и архивот заради збирката портрети. Sie befinden sich hier in der Porträtsammlung und dem Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. Ова е збирката портрети и архивот на слики во Австријската национална библиотека.
Ова збирка ја формира цар Франц II, наследникот на Франц I. Младиот надвојвода дошол во Виена во 1735 година и со себе донесол интерес за книги и за слики. Од Фиренца тој донесе голема библиотека и што току пристигнат во Виена изрази желба да собира и слики. И така скоро преку ноќ се купија многу бакрорези. Всушност, тоа е часот кога е роден нашиот архив. Und kaum hier in Wien angekommen, äußerte er den Wunsch, auch Bildnisse zu sammeln. Und so wurden über Nacht Kupferstiche gekauft. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde unseres Archivs. Царската приватна библиотека по падот на монархијата беше претворена во национална библиотека. Таа е скоро во истата изведба каква што била кон крајот на монархијата, а во каталогот е означена со посебна сигнатура и секој читател во просториите на националната библиотека може да ги користи тие книги. Und ist im Katalog durch eigene Signaturen gekennzeichnet und jeder Leser kann, wenn er im Hauptlesesaal der Nationalbibliothek eine Buchsignatur mit dem Vermerk Fideikommissbibliothek findet, die kaiserliche Privatbibliothek hier in diesen Räumen benutzen. Nach dem По Втората светска војна, овде беше сместен и архивот на слики. Мора да се прави разлика меѓу збирката портрети и архивот на слики. Збирката портрети, како што рековме, е од времето на цар Франц I, а архивот на слики е од понов датум од крајот на 30-тите и од почетокот на 40-тите години. По војната, двете збирки беа собрани во една. Овде може да најдете многу бакрорези, цртежи, litografiji, no i negativi i sliki do denešno vreme. An Stichen, Zeichnungen, Lithografien, aber auch an Negativmaterial und Fotos reichend bis zur Gegenwart. Ризниците ни ги отвораат своите врати. Еве ги ликовите на некои од членовите на аристократската фамилија фон Жефарович, портрети на родоначалникот Даниел, на Марија Кристина, на Виктор Леополд и Лудвиг фон Жефарович. Внукот на Христофор, Даниел фон Жефарович, судејки според семејната традиција, имал корен некаде во Солун, што е секако само приближна определба на неговото место раѓање. Заради пројавената совесност во државната служба, Даниел во 1782 година ја добил од царскиот двор титулата на благородник Ритер Едлер фон. Се оженил со Катерина и од бракот со неа потекнуваат личности што имаат виден удел во државната и воената служба и во науката. Благородник со фасцинантна убавина и со израз на свест за сопствената општествена важност, наполно дел од високите кругови на австриското општество, со убави црти и меланхоличен израз од кој се чита јужното происхождение. Меѓу стотиците илјади портрети, графики и фотографии се појавува Марија Кристина, родена Велцел Веленхейм. Едно умилно, нежно, но достоинствено лице. Потем, еве ги портретите на Виктор Леополд и Лудвиг фон Жефарович со забележлива патина на времето и енигматични текстови. Дали тоа нешто историјата загатнува? Што се крие зад овие лица и зад нивните еднородни членови кои го носеле името фон Жефарович речиси 2 столетија? На творечки уметнички план од фамилијата се одделуваат Тереза Марија и Даниел. Благодарение на научно-истражувачката работа на музикологот Здравко Блажековиќ,
фрлен е зрак светлина врз нивната музичка дејност. Имено, во Музеот на Славонија во Осијек, во одделот за музички ракописи и литература, се чува едно музичко дело составено од 6 ариети, печатени кај познатиот виенски издател Артари во 1797-98 година. Ариетите го носат композиторското име на Тереза Марија. Од помладиот Даниел се запазени 3 дела публикувани исто како и ариетите во музичката столнина Виена. Денес се чуваат во грамодното здание Музикверајн архитектонско дело на веќе спомнатиот царски архитект Теофилус Едвард Хансен. Од скаменетата поезија, како што се именува архитектурата, да се вратиме кон архитектурата што тече музиката. Музиката на Виена и на фамилијата фон Жефарович. Еве што пишува цитираниот музиколог Блажековиќ. Очигледно е дека фамилијата Жефарови ги следела навиките и стилот на животот на тогашната виенска аристократија, негувајќи во својот круг домашно музицирање. Значајно е тоа што во нивниот салон не биле поканувани уметници само да свират, туку лично и членовите од фамилијата се вклучувале во творечкиот процес. Сигурно е дека Тереза Марија и Даниел свиреле пијано, а за Тереза Марија не би било необично да се занимавала и со пеење, како и многу членови од аристократскиот круг. Доказ повеќе за тоа се нејзините вешто направени ариети, кои му ги посветила на тогаш 21-годишниот Јохан Непомук Хумел. Оваа посвета покажува дека таа се движела во кругот на најеминентните виенски музички уметници. Иако делата на Тереза Марија и Даниел Помладиот се типичен пример за салонско музицирање, кое сепак било предуслов да се развие висока музичка култура, тие се доказ за широчината на интересирањата на членовите на фамилијата. Неспорно е дека и Тереза Марија и Даниел Помладиот се школувале кај тогашните ценети музички педагози и се движеле со вистински музички корифеи кои не и недостигале на Виена. Во времето на Моцарт и Бетовен, фамилијата фон Жефарович негувала интензивна музичка култура, која позната ни е единствено преку овие неколку примери. А таа култура, и покрај фактот што настанала и се развивала на австријска почва, на некој начин му припаѓа и на словенскиот македонски југ. Мудриот и прагматичен Христофор Жефарович не ни можел да предпостави какви ќе бидат патиштата на фамилијата која тргнала од едно мало и заостанато турско градче Дојран во еден светски центар Виена. Кога го пишувал завештанието, од својот внук Даниел барал да се здобие со академско образование, таму некаде во учена и просперитетна Европа. Семката паднала на плодна почва. Стеблото на фамилијата Жефарови дало зрели плодови, музичари на времето, темпераментни и амбициозни личности во науката и политиката, покриени со коприна страници од културната историја, кои еднакво им припаѓаат и на моќното царство Австрија од Европа и на Македонија од југот.